По Светска здравствена организација се вели дека кога еден пар, независно дали се во брак или не, кога еден пар се обидува 12 месеци континуирано да има незаштитени односи и не доаѓа до никаква концепција или бременост, тогаш велиме дека тој пар се соочува со инфертилитет, а има плюс дополнување на ова правило, односно диагноза дека еден пар кој што е над 35 години и се обидува во тек на 6 месеци со незаштитен сексуален однос и не доаѓа до концепција, тоест бременост, исто така да биде веќе пар кој што се соочува со диагностициран со инфертилитет. Тие сексуално преносливи болести може да направат блокада на семиналните каналчиња и да направи обструктивна зооспермија, односно да не може сперматозоидите здрави да излезат преку тие каналчиња при ејакулација, значи да направи тежок машки инфертилитет. Една од најплодните, најплодотворните теми е всушност темата неплодност или инферилитетот, која веќе на глобално, на светско ниво станува болест на општеството, на системот, општествена болест, а не лична или индивидуална. За оваа тема со доктор Татјана Гуржанова и сметам дека ова допрва ќе трае докторке, затоа што е една сеопфатна тема која ќе бара нови гости во подкастот. Која што ќе ги инволвира сите теми претходни што ги зборевме како сублимирање областа, да, и нели ова како некоја си цреша на подкастот и на идејата за подкастот која што ја почнавме уште пред година дена и мене ми е многу драго дека ќе ја започнуваме серијата на подкасти на тема инфертилитет и пропратните теми, нели, кои што го објаснуваат инфертилитетот или кои што даваат третман за истиот проблем и за кој што се дискутира од многу аспекти, значи не само од медицински, здравствени, телесни проблеми, туку и од психолошки и социолошки, заради тоа што како што рече, инфертилитетот е се помасовен и помасовен на светско ниво. Инфертилитетот не е веќе болест на индивидуот, туку инфертилитетот станува болест на едно општество. Затоа што инфертилитетот не е генетика, многу мал процент е генетика во инфертилитетот и не може да биде генетика заради тоа што чим е неплоден некој пар, претходно кога нема, како ќе го прошири, како ќе го пренесе на наредната генерација, туку повеќе е сега последица на модерниот начин на живот, на модерниот начин на исхрана, богата со микро и макронутриенти, богата со загаден воздух, со загадена вода, загадена почва. Ке кажам, нели, тоа е иронично богата, нели? Исто така живот богат со стрес, со гонење на некакви амбиции кои што се нереални. Како што ги зборувавме, нели, пред да го започнеме подкастот, гониме нешто долгоросно кое што, нели, нема да го доживееме исходот од сето тоа. И сето богати со се што не треба, сиромашни со свест и совест. Точно така, точно така. И затоа станува проблем на општеството и заради тоа што сега се повеќе држави се организираат во превенција на неплодност, а превенција на неплодност е покрај медицински превентивни згрижувања, нели, на населението, превентивни прегледи, грижа за своето сексуално здравје, грижа за своето здравје во смисла на здрава исхрана, здрав начин на живот, физичка активност, намалување на стрес и државите превземаат кампањи за намалување на загаденост на воздухот, намалување на загаденост на водата и на почвата, заради тоа што едно од првите системи на организмот на кој што загадувањето има огромно влијание и веднаш се покажува, тоа е репродуктивниот систем. Заради тоа што, како што зборевме во една од емисиите, кога човечкото тело е нападнато од било каков проблем, прво нешто што прави е да се заштити себе си. И прва функција што ја исклучува е репродуктивната функција. Значи, човечкото тело добива сигнал дека е нападнато и сите сили ги вложува во тоа да се спаси самото себе, постоечкото, а не да направи репродукција. Значи, клетката не дава информација дека треба да се репродуцира. И тоа е звоно за тревога дека нешто се случува. И тоа е, да, тоа е баш така звоно за тревога дека нешто се случува и дека ова не е медицински проблем, туку ова е и психолошки проблем, пред се, заедно со медицинскиот, и станува социјален проблем. Односно, станува национален проблем.
Кога треба да се констатира една неплодноста? Дали треба да е во брак, брачен пар, во заедница, партнерство, или кога ќе побараат помош на подоцежни години веќе доцна? Кога треба родителите како родители да зборуваат со своите чеда, со своите деца на оваа тема, да речеме? Да, едно така по-комплексно обсежно прашање. По Светска здравствена организација се вели дека кога еден пар, независно дали се во брак или не, кога еден пар се обидува 12 месеци континуирано да има незаштитени односи и не доаѓа до никаква концепција или бременост, тогаш велиме дека тој пар се соочува со инфертилитет, а има плюс дополнување на ова правило, односно диагноза дека еден пар кој што е над 35 години и се обидува во тек на 6 месеци со незаштитен сексуален однос и не доаѓа до концепција, тоест бременост, исто така да биде веќе пар кој што се соочува со диагностициран со инфертилитет. Веќе порано терминот стерилитет е заменет со терминот инфертилитет, заради тоа што апсолутен стерилитет веќе не постои. Тоа е многу ретка работа, а додека инфертилитетот и сурово звучи. Инфертилитетот не само што не мора да биде привилегија на мажен или на брачен пар, туку може да биде тоа и нешто што се случува на пар кој што е во партнерски односи, кој што не е во брачни односи. Репродукцијата е една од основните човечки права, независно дали е во брак, дали е во хетероодноси, дали е во хомосексуални односи. Значи, секој човечки организам има со самото раѓање, нели има право на живот, има право на здравје и има право на репродукција. Тоа е едно од основните елементи, односно основните права на човекот и не смеш да му ги одземеш на никого, независно дали е хетеро, хомо, дали е психопат, дали е нели нешто што не е поволно за општеството, тоа е нешто што не можеш и не смеш. Здрав или Точно така и не смеш, мислам дека и со закон да му го одземеш тоа право, нели? Тоа се случувало можеби во некои минати времиња кога било потоа осудувано од општеството, кога стерилизирале насилно луѓе, заради тоа што сметале дека не треба да се репродуцираат, и затоа е ставено и во Светската здравствена организација и значи како едно од основните човекови права на секој човек што е на планетата Земја. Но сведоци се дека младите парови без оглед дали се во брак или се во некој заедништво се подоцна се решаваат да создаваат пород, нели, на репродукција. Кога треба да размислуваат веќе дали со Тука ќе се надоврзам и на она прашање кога родителите треба да зборуваат со своите деца. Па јас мислам дека родителите треба да зборуваат со своите деца уште веќе кога ќе влезат во пубертет. Тука треба да биде насочено зборувањето или едукацијата не само на родителите и на општеството од страна на наставниците, учителите, нели, и значи во училиштата, така наставниците по биологија, можеби како кампањи да се водат од страна на нели на одредени министерства за образование или Министерство за здравство, како да се грижат за својата репродуктивна иднина, во смисла како да се зачувуваат од сексуално преносливи болести. Тука да ја нагласам по важноста за тоа дека нелекувани сексуално преносливи болести можат понатака да имаат негативен ефект врз плодноста. Тоест да направи неможност за таа жена или за тој маж да природно се создаде бременост. Значи, нелекуваните инфективни болести може да направат запушување на каналите кај жената и да не може да сперматозоидот помине лесно до јајната клетка, да ја оплоди и потоа тој ембрион да се вгнезди внатре во матката. Исто така, тие сексуално преносливи болести може да направат блокада на семиналните каналчиња и да направи обструктивна зооспермија, односно да не може сперматозоидите здрави да излезат преку тие каналчиња при ејакулација, значи да направи тежок машки инфертилитет. Значи прво нешто за кое што треба уште во пубертет да се зборува е како да со самото однесување, бидејќи нема друг начин, туку како со самото однесување да се спасат, односно да превенираат појава на сексуално преносливи болести, и тие многу често знаат да бидат и да се без симптоматологија некоја. И посебно и младите луѓе ако не се едуцирани нема ниту да ги забележат тие промени или ќе мислат дека ќе помине само од себе. Да. Значи како да обраќаат внимание на такви знаци за да можат
на време да се реагира и на време да биде третирано. Како пример, нели, прво и основно тоа го кажуваме. Исто така да се заштитат одредени сексуално преносливи вирусни заболувања, како што е HPV вирусот, кој што може да доведе до вадење на делови, одстранување хируршки на делови од матка или на цела матка, што понатака тоа е навистина еден проблем за инфертилитет. Заради тоа што тој HPV вирус предизвикал цервикален карцином. Исто така HPV вирусот се докажа дека влијае и на самата простата, која што простатата и сокот, фигуративно кажано, односно течностите од простатата даваат храна на сперматозоидите и доколку таа не е во здрава функција, тогаш исто така тие сперматозоиди кога ќе поминуваат низ простатата може да бидат оштетени и да не доведат до природно забременување. Ова се сега како нафрлени примери, нели? Да, но многу драгоцени. Многу и пак апелирам зашто емисијата, целта на овој подкаст не е, нели, да ние овдека учиме висока наука и ова не е за да биде интересна емисија за нашите колеги кои што ги знаат овие работи, туку интересна емисија за гледачите кои што ќе бидат доближени до проблеми од областа на гинекологијата, акушерството и неплодноста и на времето да кажат и да се апелира и да разговараат и да внимаваат и да се збори отворено со своите деца, да не се замижува пред фактот дека се порано стануваат сексуално активни, а се покасно се одлучуваат за родителство. Се поместија границите и нормално и стилот на животот е проблем. Да се направи нешто, да се постигне нешто, да се заврши факултет, финансиската, економската, значи нестабилност прави да тоа прво, нели, да станат малце постабилни, да си овозможат услови, па тек после да се одлучат за родителство, тоа е веќе некаде, можеби некогаш и касно, односно на 35-та година, кога веќе ќе се стабилизираат. И тука ние зборуваме, еве имавме сега една иницијатива со Сдруженијето за по пат на невладината организација Сдружение на пациенти кои што се соочуваат со неплодност, да се направи една иницијатива на национално ниво да веќе и младите девојки и младите момчиња превентивно се испитуваат, како што има други превентивни скрининзи за цервикален карцином и за други проблеми, нели, на репродуктивните органи, и превентивно да се испитуваат за резервата оваријална со која што ние се соочуваме и гледаме дека е не проблем. Ке се надоврзам тоа на претходниот подкаст што го имавме со доктор Марија Илиевска, дека како загадувањето и микропластиката влијае на докажано влијае на машкиот инфертилитет. Јас тука ќе кажам дека и докажано влијае и на женскиот инфертилитет. И кај млади девојки доаѓаме до проблем на малена резерва, значи уништени клетки, кои што не мора да е генетика, значи мајките, бабите нивни немале рана менопауза, а кај нив се појавува опасност од рана менопауза, или при инвитро кај млади жени добиени јајни клетки со многу лош квалитет, покажува дека се изложени на стрес, а тој стрес е поради изложеност на надворешни агенси штетни за телото, и тека тука треба да се направи некое подигнување на свеста и кај гинеколозите, за после тоа тие гинеколози, значи матичните гинеколози или ние сите гинеколози што сме од примарното здравство, да влијаеме навремено, да укажуваме, да откриваме на нашите пациентки или пациенти дека нешто има некаков проблем и дека треба да се размислува или за бременување или да се замрзне материјал за таа бременост да се оствари понатаму. Затоа што може на почеток да се фати некој процес, може би не ќе може да се спречи, но да се фати на почеток некој процес, да може навремено да се презервира материјал, за да може после тоа да се оствари бременост. Ние понатака ќе зборуваме и за криопрезервација на материјал кај од социјални и психолошки побуди или кај пациенти кои што се болни од некои онколошки заболувања, но тоа понатаму сега е, нели, се една емисија во темата инфертилитет, која што мислам дека во наредната година дена така детално и опсежно ќе опфатиме и ќе објасниме. А почнавме со младите, секако на младите останува светот и репродуктивното здравје им е најбитно, кога сме веќе ќе ни пушта нешто како да кажам тема која што треба да ја и родителите, и старателите, па и ние воспитувачите и сите во заедницата многу често да зборуваме со нашите деца, затоа што се повеќе гледаме дека прерано конзумираат алкохол, цигари, никотин, сето тоа влијае врз. Тоа многу влијае. Тоа е дел од надворешните фактори, значи од животните науки кои што докажано имаат негативен ефект врз плодноста. Прекумерното конзумирање на никотин,
на кофеин и на алкохол. Има директно докажано дејство, односно да предизвикува неплодност и кај жените и кај мажите. Во принцип, морам да кажам колку е расширен проблемот. Секој шести на планетава се соочува со неплодност. Значи, не секој шести пар, туку секој шести човек. Значи, тоа е едно од најраширените болести на моментално на планетата Земја. Значи, во животот, дали и да имал деца, се соочува после тоа. И многу често се збунети, па јас имав едно дете без проблем. И инфертилитетот да се појави понатака како секундарен го викаме. Примерен е кога воопшто немало бременост никогаш, и секундарен кога е имала бременост, се било во ред, не само за женскиот, зборам и за машкиот партнер, а после тоа не може да се оствари уште еднаш како родител, заради тоа што се појавува најчесто се тоа надворешни фактори, најчесто тоа ги издвојувам како најчести фактори сексуално преносливите болести, а исто така и временската рамка, односно годините, возраста. Нели, порано било актуелно да се раѓа во 20-тите години. Колку и да сме напредни, биологијата сепак се уште не го прати нашиот технолошки развој. Нашата биологија е останата иста како пред 200.000 години. Значи, јајните клетки и сперматозоидите се најдобри за размножување во 20 години. И тоа е тоа. Ние, за жал, се уште не можеме тоа да го смениме. Медицината се уште не е на тоа ниво. Значи, нас ни е проблем и тоа што се постари се одлучуваат за раѓање. Не само за женски, туку за родителство, зборам и за машките партнери. Во глобала, генерално ги делиме проблемите на инфертилитет од машки фактор, инфертилитет од женски фактор, инфертилитет од непознато потекло. Во непознато потекло влегува токсини од надвор, загаден воздух, загадена храна, почва, загадена вода, микропластика, конзумирање на цигари, алкохол, конзумирање на кофеин, нездрав живот, значи недоволна физичка активност, недоволна внесување на макро и микронутриенти, преголем стрес, недоволно сати на сон, сето тоа доведува на крај, кога ќе биде подолго време телото изложено на тоа, како што кажав, телото се затвара, се заклучува, целото е ставено во борбена позиција да го спаси организмот, а не да се размножува. Значи, еден од првите знаци дека нешто не е во ред е неплодност. Нормално дека кој ќе ги примети тие знаци, нели, дали ќе биде тоа на почетокот или нели понатака во текот на животот, кога ќе се реши да се оствари како родител. Постои уште еден феномен или е мит дека постојат луѓе, значи маж и жена, кои се некомпатибилни да се спојат и да создадат потомок. Се е идеално кај нив и кај едниот и кај другиот, се функционира, едноставно не можеш па не можеш. Кога ќе се разделат и едниот ќе си земе друга партнерка, таа друг партнер. Не знаеме која е причината позади тоа. Може да биде генетски, може да се носители на некои моногенетски болести, на кои што и двајцата се носители на генот и заедно формираат плод кој што ги има и двата гена и кој што таа болест им оневозможува на тој ембрион да биде компатибилен за живот и едноставно не доаѓа ниту до оплодување, нели, не доаѓа дури да дојде до оплодување, не доаѓа до развој на бременост. Тоа се ретки случаи. Тоа се многу ретки случаи. Или како што се вели, тоа е генетска компатибилност во смисла дека кога имаат повеќе алели заеднички, дека можеби се во некаква медицинска генетска роднинска врска, како да речам, нели. И затоа се појавува неплодност, се појавува неплодност и во затворени средини, каде што имаме на пример можеме да речеме и нашата средина дека е затворена веќе, затоа што ние сме 2 милиона луѓе или 1,5 милион, колку се сега иселени, кои што се меѓу себе се, нели, размножуваме и веќе генерација е така и веќе ние не знаејќи доаѓаме до тоа да генетски сме роднини и кога сме генетски роднини и тие такви што ги кажувам моногенетски болести ги има почесто, се наоѓаат и кај едниот и кај другиот партнер и доаѓа до неможност да се создаде здрав плод. Телото е многу интелигентно и тоа многу побрзо го препознава отколку што ние со медицината ќе го препознаеме. Тоа влегува све во оноа широко поле од 30% на непознато потекло. Каде што влегуваат покрај факторите на надворешната средина и факторите на генетиката, значи генетските фактори. Колку е моќна вештачкото плодување како алатка? До каде се може? Не е многу моќна. Јас тоа е еден од третманите вештачкото оплодување за неплодност. Најмоќна е превенцијата.
превенцијата, доколку навремено, доколку не се случи тој проблем, значи нема да дојде до неплодност. Немаме, се уште и во медицината и како лекари немаме свесност за неплодност, дека е толку расширена и дека е проблем за нации. Ние веќе се соочуваме со намален наталитет. И не е само да се форсира и да се промовира да има многу детни семејства. Ние треба да им овозможиме на тие многу детни семејства да се случат. Прво, да му овозможиш здрава средина за тој организам, здраво да расте и да се развива и потоа и да се размножува. Од социјален аспект да му овозможиш и економска стабилност, за да нели тоа за тие две индивидуи се одлучат да направат многудетно семејство. Така да инвитрото е задолжено за некаде 1% од човечката популација. Тоа е многу мал процент, нели, на животи со инвитрото. Значи нема голема моќ, нема голем капацитет. Иако во самото инвитро медицината оди многу напред и многу брзо се развива, заради тоа и потребата од инвитро и заради се поголемиот и порастечкиот проблем со неплодност, значи не само во нашата земја, туку секаде во светот. Но инвитрото се уште не е на тоа ниво да даде решение. И ова е добро да се каже, за да некојаш не испијат младите, речат ај па сега можеш со инвитро секој да, време. И тоа многу често го слушам. Ако де после ќе си дојдеме кај тебе, ќе си направиме инвитро. Не е така. Најдобро е да не дојдете кај мене. Најдобро е тоа да се спречи на време, за да не дојдете кај мене. Затоа што кај мене кога ќе дојдете, нели, мене е фигуративно, јас представувам еден цел свет на доктори кои што се бават со репродуктивна медицина и ембриолози што се бават со тој проблем, кои што ние можеме да дадеме решение на 30 до 40% од пациентите што доаѓаат, да дадеме здраво решение. 60 или 70% од пациентите нема да го добијат потребниот, очекуваниот производ, тоест здраво дете. Така да навремено треба да се почне, независно дали жената имала партнер или мажот се уште не ја нашол својата идеална половина, да се почне да се грижат за своето репродуктивно здравје уште во своите 20 години. Квалитетот на замрзнатата јајцеклетка и што туку излезената јајцеклетка? Свежо, наспрем смрзнато јајце. Па јас мислам дека тоа има потреба за еден цел подкаст за да тоа. Да најавиме само, ете. Ние ќе најавиме многу теми, значи ние ќе почнеме и со машкиот инфертилитет детално да го објаснуваме, кои све можат болести да го предизвикаат, како да се превенира, па потоа и за женскиот инфертилитет. Детално ќе се информираат не само оние што се соочуваат со неплодност, туку и оние кои што ги интересира своето сопствено здравје за тоа како да си помогнат на себе и што да прават и да бараат од испитувања. Сепак подобро е смрзната јајна клетка во 20 или рани 30 години, отколку жива клетка, јајна клетка во 40 години. Така да, мојата и јас би сакала да бидам дел од таква една кампања на национално ниво, каде што ќе се промовира младите девојки кои што се уште не се решаваат за мајчинство, тука влегуваат нели девојки и во рани 30 години, да си ги замрзнат јајните клетки, заради тоа што кога ќе се одлучат на 40 или и 40 и нешто да бидат мајки, затоа што и тоа е во ред, според мене. Денеска е продолжен животот, подобрен е квалитетот на повозрастните индивидуи, нели, да се остварат како мајки во подоцнежни години. Значи, зошто да не го направат тоа? Да не ризикуваат. И да не ризикуваат, и јас сум дел од тие кои што промовираат да се замрзне репродуктивен материјал, гамети во млада возраст. Тоа не е само за жени, туку тоа важи и за мажите. За сперматозидите. Да, заради тоа што и мажите се соочуваат не само со времето и со старењето, туку и се изложени исто така многу повеќе дури од жените на штетните дејства на надворешната средина, за кој што ние неколку подкасти на нас збориме на што све сме ние изложени во оваа драга наша Македонија. Така е, и планета Земја. И планета Земја, точно така, не сме изолирани на планетата. Ете, некако што бидовме докторке да нафрлиме што е она за кое што ќе зборуваме, ќе говориме наредниот циклус, значи можеби година дена ќе се зборува. Ќе видиме како ќе биде, да. И ќе имаме исто гости кои ќе доаѓаат и ќе го збогатуваат циклусот. Да, би било добро и ќе видиме и како ќе биде да се поканат и пациенти кои што го поминале процесот, што би смениле, кога би смениле, нели, за да бидат пример за тоа, можеби некако и ќе спасат со своето гостување. Така. За спас на сите, останете во добро здравје и гледајте нас. Секако, каде да не следат, докторке? На YouTube,
во добро здравје, следете не, а исто така можете да не заследите и на социјалните мрежи како Instagram и Facebook. Мислам дека имаме и на TikTok профил, така да можете и таму да не И побарате. subscribe бесплатно е. Така, точно, знаењето ви го предаваме бесплатно.